Здраво на сите, здраво на рибите овој пат. Ова е видео за вас и овде ќе ги толкуваме љубовните пораки кои се за периодов кој е пред нас. Значи, добре дојдовте и вие што сакате да чуете што има во животот на рибите и за вас самите риби и ајде заедно да ги толкуваме пораките кои доаѓаат, заедно да ги толкуваме, затоа што јас сум овде да ја пренесам пораката, а вие сте тука да ја препознаете и да го најдете соодветното место во вашиот живот, затоа што не може се да се однесува на вас, а вие многу добро знаете да препознаете што е ваше, што не е, она што не оставете, тоа што е ваше, јас ви посакувам и се надевам дека ќе ве води и да преминеме на пораките. Што ви очекува вас, рибите? Вие периодов јас имам чувство дека сте некако... Вие постојано сте спремни за расправија, спремни за критика. Вие постојано ќе критикувате. Вашиот долг јазик едноставно не се крати периодов. Дури понекогаш и сурови ќе бидете и ќе повредите, ќе знаете убаво да повредите некој од блиските, вашиот партнер. И вашата нервоза, вашето нетрпение доаѓа од некаде. Ова има извор, не е туку така. Изворот јас мислам дека е во вашата желба нешто да се врати, нешто што постоело неодамна или порано, повеќе го нема, а вие сакате да се врати. Што е тоа, вие сами си знаете, но сакате да се врати. И ова што го нема веќе вас ве прави како нервозни, како... Едноставно го потискате тоа, не го покажувате зошто сте такви и го манифестирате само преку расправи. Но добро е тоа што вие многу добро знаете, вие сте интелигентни, знаете да го препознаете моментот кога сте отишле предалеку и вие како и големи емотивци знаете дека со ладнокрвност и со суровост не се може, па вие во одреден момент ќе го препознаете како што кажав моментот и ќе се обидете да балансирате. Да балансирате, знаете исто така многу добро, многу добро, меѓутоа овој пат ќе си зададете премногу обврски, очигледно потискајќи го во вас, па си задавате премногу обврски. Дури некакво чувство имам како да сакате да ги завршите работите за тројца. Како тројца во вас. Што била порака? Може би ова е сега многу малецка порака за некој. Може би вие сте зачнале и носите тројка. Можно е тоа. Значи можно е. Ако не се работи за тоа, тогаш се работи за нешто со бројот 3. Вие има 3 работи кои мора да ги завршите за да постигнете успех, кои сте ги зацртале дека мора да ги завршите за да постигнете успех, или пак вие постигнувајќи го успехов преку балансирање, вие ќе прославувате со уште тројца. Нешто такво, ќе видите како ќе се одвива во вашиот живот. Овие со кого ќе прославувате е женско друштво, може би само еден дел од вас ќе сакате да се забавувате периодов, па постојано сте со другарките, или пак ако сте од машкиот пол, може би многу девојки периодов ќе се забавуваат со вас, вие ќе се забавувате со нив. И сега, вие пак што ќе бидете крајно нетолерантни и наетливи и нема да сакате да балансирате, вие мора да знаете едно, дека секогаш кога ќе настапите сурово и ладно, за возврат ќе добиете тврдоглавост, инает и несоработка. И сега вие знаете дали сакате тоа да ви се случи. Затоа
Мора да знаете, значи секогаш кога ќе постапите така за возврат добивате тврдоглавост, несоработка и нема тука значи напредок. Затоа одлучете што ќе правите. На крајот од овој месец работите ќе земат некој нов правец. Ќе видиме како ќе се одвиваат, меѓутоа нешто се менува овде, некаква состојба се менува. И сега еден друг дел од вас пак. Јас мислам дека ова е порака за некој што има 35 или 36 години. Ако слуша ова, слуша поракава, вие не знаете, вие сте во крајна дилема и не знаете што да направите. И пораката за вас е ова. Вие ја имате моќта и инстинктивно знаете што е правилно, а што е погрешно за вас. Вие знаете кога да кажете не, кога да кажете да или кога да заминете од таа ситуација. Вие сте во некаква ситуација во која веќе работите не стоат како што треба и вие сега сте во дилема што да правите, дали да продолжите, дали не. И јас мислам дека вие ќе одлучите да заминете. Ќе одлучите затоа што тука веќе нема успеси, тука веќе нема иднина, тука вие освен чувство на самотија, на отсуство на љубов, отсуство на топлина, друго не доживувате. Затоа вие ќе одлучите да заминете. Други пак од вас, исто ова е прака за тие што сте на околу 35-36 години, вие пак се чувствувате, ќе се во одреден момент, периодов ќе се чувствувате разочарани, ќе се чувствувате немоќни да го шпионирате партнерот или пак не вие партнер, туку некој кој вие во мислите, а постојано посматрате што прави по социјалните мрежи, што прави ако го имате во близина, го следите, го пратите што прави, со кого е, кај оди, што му се случува. Вие постојано сте на неговите профили по социјалните мрежи, гледате што се случува. И сега нешто вас скрата на таа можност, зошто како не знам, меѓутоа вие може сте блокирани, може сте на другата страна од приказната, значи вие препознаете се, ве молам, и вие знаете, може па другиот го прави ова, посматра, ве следи, ве прати што правите во се, и сега скратена му е можноста, сте го блокирале, или пак едноставно ставате крај на врската и не може повеќе да ве контролира. Значи очекувајте го тоа. За вас, за кој се однесува пораката. За друг дел од вас, како што кажав, значи вие сте малку сурови, ќе повредите некога, ќе бидете оштри на зборови, меѓутоа ништо страшно, ништо што ќе остави последици, освен таму каде што веќе е јасно дека работите не треба да продолжат да се одвиваат како што се одвивале до сега и трансформацијата треба да настапи. За тие што еден дел од вас, гледам дека веќе дознаете за некакви активности кои ги правел партнерот, а ве повредувале и со тоа што ќе го дознаете вие, чудна некоја ситуација ќе биде ова. Вие до сега сте биле повредувани, сте биле повредени, мислите дека нешто се случува, нешто прави, меѓутоа ова што го разберете, а што се случувало и што го правил партнерот, е нешто многу убаво. Вие ја имавте погрешната слика. Вие постојано мислите нешто дека неубаво се случува позади ваш грб, меѓутоа сега ќе дознаете нешто
што многу ќе ве изненади. Многу ќе ве изненади. Значи, работите не биле така како што сте ги замислувале. Сега, за жал, може да се случи обратното. Вие пак да сте замислувале дека се е супер, се стои одлично. Меѓутоа, позади нешто се случува, нешто зад затворени врати, зад кои вие немате пристап, нешто се случува. Но, како што кажав, ништо не е толку трагично, затоа што се случува со причина и се има поголема причина некаква во нашиот живот. И преку некакви проблеми, преку некакви непријатни моменти, вас ќе ви се отвори врата за некакви нови благодети, некаков нов благослов ќе добиете вие, ќе доживеете периодов. Таа е очигледно тој пресврт кој се случува на крајот од месец. Значи, вие што сте во проблеми, вие што сте вас, каде што работите не ви стојат убаво, преку овие проблеми, вие ќе доживеете некаков благослов. Ќе видиме како ќе се одвијат работите, меѓутоа, ова ќе се случи брзо, на крајот од месецот, и ќе доживеете некаков благослов. Тие што сте сами, треба да знаете дека некој ве посматра, некој ве гледа, некој со страст ве гледа. Толку сте му привлечни, толку сте му убави и не знам, нема храброст да ви приде, меѓутоа постојано ве следи на секој чекор. Отворете се, не бидете толку затворени, затоа што, постојат луѓе кои посакуваат да ви се приближат. Не им го блокирајте патот. Тоа е порака за вас. И драги мои риби, тоа е тоа најмногу што може да се каже во овој видео. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!